Денес е особено големо значењето на Живко Чинго за македонската култура и за македонската литература воопшто. Можеме да забележиме дека врз македонската култура се вршат определени напади од надвор и се откажува автохтоноста и се откажува оригиналната македонска раскажувачка моќ, но токму Живко Чинго е еден од оние што му пркосел на времето своевремено на сите оние матрици што денес се обидуваат да ни ги наметнат. Живко Чинго всушност е оригинален македонски писател и како таков останува во македонската свест. Своевремено бил бунтовник, но токму таа негова бунтовност ја покажува онаа творечка врвица во македонската култура и литература што продолжува и ден денес. Неговото велгошти е оној регионален импулс што постои во македонската литература, почнувајќи од Стале Попов и неговото Маријово, до оние измислени вредности што подосна ќе ги вложи Славко Јанески. Живко Чинго е токму меѓу нив со своето горостасно дело. Воспоставување на една традиција и навраќање на традицијата, воспоставување на традицијата што од секогаш постоела во Македонија токму преку нивно реиздавање. Добар дел од книгите на Чинго денес се тешко достапни, некои воопшто не се наоѓаат ни во библиотеките, ни во книжарниците, а секое навраќање кон Живко Чинго представува навраќање кон нашите извори, кон оние извори кои што запоточила современата македонска книжевност.